Старото хидројаловиште во градот Пробиштип, кој е едно од најжешките еколошки точки во државата, се очекува наскоро да се санира. Новој простор на површина од околу 50 хектари, рудникот золово и цинк Злетово, со години го има депонирано отпадот од преработката на рудата. Старото рударско езеро е напуштено, па по него расте трска и трева, а општината подготви проект за негова санација. Градоначалникот Тони Тоневски смета дека со реализација на проектот трајно ќе се затвори едно од најсериозните еколошки прашања во источниот регион. За почеток ќе отпочнеме со одводнување на старото јаловиште, понатаму ќе продолжиме со дел насипување, дел ќе поставување на геосинтетска глина или мембрана која што нема да дозволи водата повторно да влегува во него, и ќе продолжиме со рекултивација, односно посипување на хумусна површина, на хумусна земја на површината и на косините и на рамниот дел од јаловиштето. Секоја локална власт имаше своји идеи за решавање на старото хидројаловиште во Пробиштип, почнувајќи од негова експлоатација како секундарен рудник до изградба на фотоволтаична централа. Актуелниот градоначалник Тоневски сега смета дека граѓаните се тие кои треба да ги дадат идеите за овој простор, од паркови до урбана зона. Наредната недела ќе почнат со анкетата, преку која граѓаните на општина Пробиштип ќе се изјаснат што на овој простор треба да има. Во минатото имаше еден проект, односно иницијатива за измена на планската документација, односно за поставување на фотоволтаици. Јас како градоначалник лично не се согласувам со тоа, бидејќи се работи во непосредна близина на централното градско подрачје. Ние имаме многу локации каде што можеме да поставиме фотоволтаици, меѓутоа за тоа ќе ги прашаме граѓаните. Во ова старо хидројаловиште поранешниот рудник за олово-цинкова руда Злетово низ децениите има депонирано повеќе од 10 милиони кубни метри отпад. Во него има олово, цинк, кадмиум и други тешки метали, кои се ризик за здравјето на мештаните, но и за животинскиот и растителниот свет.